Ја направивме хокеарската измена во студиото и со мене сега седи веќе господинот Костадин Костадинов, пратеник од СДСМ во Собранието Република Северна Македонија, колега на господинот Владко Ѓорчев и истовремено и портпарол на партијата. Костадин, вие станувате рано, го прашав и Владко тоа, или сте од оние што малку поспиваат наутро? 7 сат са бали, јас сум веќе станат и почнувам да се спремам за тоа значи ќе ви имаме фреквентно и вас во овие утрински часови. Со задоволство. Костадин, како вие оценувате оваа 2019 од аспект на Собранието, бидејќи имавме една напорна, густа година? Го прашав и господинот Ѓорчев и вас ви прашувам, како ви се чини оваа година од ваш аспект? Добро, агендата во Собрание беше поприлично динамична, имаше бројни закони кои што мораат да се донесат. Ја имаме опозицијата таква каква што е и за жал на Собранието и искрено, навистина жалам што еве на секој можен начин ги обструира практично сите закони кои што значеа подобрување на животниот стандард на граѓаните. Опозицијата се буни дека законите стигнувале во голем број во последен момент и така натаму. Кој е одговорот на тоа? Јас навистина не можам да го разберам Ѓорчев кога вели дека стигнувале голем број на закони. Добро знаете, ако ги отворите законите, ќе видите дека практично станува збор за усогласување на законите со законот за прекршоци, каде што ги намалуваме практично казните према граѓаните. Ако 11 години зборувавме дека енормни се казните кои што се испорачуваат до граѓаните, тогаш редно е да се намалат таквите казни. По донесувањето на законот за прекршоците, мораме и другата легислатива, законите кои што се врзани со законот за прекршоци, да бидат усогласени. Тоа требаше Ѓорчев да го каже. Имате шанси и да се соочите, предпоставам. Имавме, но избега, морам да кажам, дека тој прифати, па после тоа избега од дебата, но тоа е тоа. Одреден договор кој што на крајот вака го спроведуваме. Кажете ми, бидејќи сте и портпарол на партијата, што можеме да очекуваме од оваа викенд средба на лидерствата на клучните партии во Македонија? Очекувам да се разговара за техничката влада, предпоставам, од она што се најавите. Ние денеска имаме и извршен одбор во партијата, секако после тоа и централен одбор, каде што ќе разговараме за актуелната политичка ситуација, за кадровските тајна ли е веќе или уште ќе не држите во неизвестност? Оливер Спасовски ќе биде предлогот за технички премиер? Највисок орган на одлучување во партијата е централниот одбор. Пред тоа е најмалку принципиелно од моја страна како портпарол на партијата да соопштувам било што. Спремни ли сте, подготвени ли сте како партија за влегување во избори, бидејќи сте само 2,5 години на власт, имате многу започнати проекти недовршени, резултатите на одредени погиња се импресивни, на други погиња се многу помалку од импресивни, ќе се соочите со незадоволство кај гласачката база во Македонија. Како сте подготвени? Како партија не само што сме подготвени за избори, како партија сме подготвени за победа. Ние тоа го соопштуваме, точно дека имавме проблеми, знаете, и јавноста знае какви проблеми имавме при превземањето на самата власт, го знаете, тој познат 27 април. За жал се случи тоа што се случи, но за 2,5 години успеавме да направиме многу повеќе од тоа што ВМРО-ДПМН успеа да го направи за цели 11 години. Може да зборуваме од било кој аспект. Може да зборуваме за минималните плати. Минималната плата за време на владењето на ВМРО-ДПМН беше 9.000 денари. Имавме во кожарската и во текстилната индустрија работници кои што земаа и по 6.000 денари. Сето тоа го сменивме и имавме за 2,5 години 2 пати покачување на минималната плата. Првото покачување на минималната плата беше од 9 на 12.000 денари, да сега пред некој месец од 12.000 ја покачавме минималната плата на 14.500 денари. Паралелно со тоа се покачува и просечната плата во државата. Знаеме дека за 2,5 години просечната плата скокна за некои си 2270 денари. Дали ќе бидат само платите, тие се секогаш важен аргумент за избори. Кој е другиот, да кажем, кредибилитет што ќе го понудите на изборите? Зборувам од секој аспект. Дали станува збор за инфраструктура, за патна инфраструктура, за железничка инфраструктура, дали станува збор за гасоводот, кој што реформи од секој аспект. Знаете дека наша работа, како јас тоа сум го зборувал и во изјави и на пресконференции, ако го тргнавме гроевизмот од извршната власт, од локалната власт, за
заради структурите кои што ги имаат инсталирано внатре во правосудството, кое што впрочем треба да биде независно, груевизмот уште постои таму. Од таа причина и најавивме и повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата заедно со управата за јавни приходи да почне постапки за проверка на имотната состојба на сите суди и јавни обвинители, затоа што сметаме дека тоа ќе биде некаков притисок врз судството да конечно се ослободи. Дававме шанса на правосудството да се охрабри, не можам да зборувам во целина затоа што убеден сум дека внатре во правосудството постојат луѓе кои што честно си ја работат работата, но има добар дел кој што единствена цел ќе повторам, име да ги заштитат криминалите на Никола Груевски на претходниот режим на ВМРО-ДПМН. Костадин, бидејќи веќе ни истекува времето, имам едно лично прашање. За да не ми го избегнете одговорот, морам лично да го формулирам. Имате ли амбиција за повторен пратенички мандат? Оти ако ве прашам дали ќе ве стават на листите, ќе ми одговорите дека највисоките органи на партијата така натаму. Имате ли вие амбиција за повторен пратенички мандат? За човек, млад човек кој што влегол да се занимава со политика, кој што сака и прогресира во политичката кариера, секако ќе биде, може ќе звучи нескромно, да. Се гледам уште еден мандат во Собранието на Република Северна Македонија. Костадин Костадинов, ви благодарам за ова утринско дебатирање во некакви 6-7 минути. Се надевам дека бевме доволно содржани за да ги задоволиме нашите гледачи и слушатели. Благодарам на поканата.